Во Штип, Гоше Јанев со години живее со својата тивка, но силна страст од гледувањето голуби. За него тие не се само птици, туку живот исполнет со мерак, грижа и секојдневна борба, каде секој млад голуб има своја цена и своја приказна. Иако вели дека старите не ги сакаат, Јанев сепак упорно продолжува и покрај тешкотиите, недостигот од простор и заморот што доаѓаат со времето. Годините минуваат, а со нив и дел од неговите предувести другари. Некои стареат, некои паѓаат, оставајќи зад себе тивка, тага и празнина. Сепак, за него се уште постои смисла во секој нов ден и секој нов лет што ќе се крене над штипското небо. Младите, старите ги некит. Јадо сега породе 20-30 младице. Некој по 500, некој по 600, сега по 750 динара да ги дам. Младите. По селата ги земат, и таму ги летат. У градот не ги летаме. А што е корист од голубите? Мерак, кеф. Ти дома ако имаш канаренец или папагал. Смеале некош на село? Не, јас сум градски човек. Љубовта кон голубите? Од тука од два и комшијата. Панче, лисичката, ама не го памтите вие младите. Некој пат доваѓат, тражат. Некој пат се пазараме, некој пат не се пазараме. Храната е 16 динарата. Жито, гер. 16? Не е скапа. Ама многу голуби не се исплаќа, знаеш. Немат унатре место дека да се. Тешко, ако се 30 не е тешко. Ама чим се многу... И млад... може да има едно 3-4 души. Тие старите испомреа. А и младите беше, во е потрошен материјал. Само го рани и шо. Како што истакна Јанев, со годините, старите голуби ги губат силите и веќе не може да летаат како порано, па често остануваат со обесени крилја и тешко се движат. И покрај тоа, човекот што ги одгледува останува поврзан со нив, гледајќи ги како дел од својот живот и спомените што не избледуваат, иако времето си го прави своето. Најстар голуб е до 9 години. Абе, они живеат, ама обесат ги крилата и не може више. Додат и не може. И грота е да оде и 55 години. 70, 80. Околу 55 години од гледување голуби и дури 70 од истите наброј, неговата приказна останува врзана за тивката страст што трае и покрај годините и заморот.